Еве на назад во отвореното студио 1. Како што и претходно најавив, она што и денеска е богами во фокусот е новината, односно дека лицата со социјален ризик, статувајќи од денеска, може да почнат да поднесуваат барања за нивните права во однос на она најавена веќе социјална реформа. А што точно ќе содржи и што се ќе опфаќа оваа нова социјална реформа? Имаме ли пари во буџетот исто така за спроведување и имплементација? Меѓутоа и многу други точки поврзани со оваа новина. Наши денешни гости во отвореното студио се господинот Душан Томшиќ, советник во кабинетот на министерката Мила Царовска, и секако госпоѓа Наташа Стануевиќ, која што е директорка на Центарот за социјална работа Скопје. Најпрво добар ден и добре дојдовте. Добре. Така, ајде ќе започнеме со она поопшто. Како што кажав во најавата, веќе од денеска, нели согласно предвиденото, може да почнат да се поднесуваат овие барања и да објасниме конкретно за кои лица примарно станува збор од социјален ризик. Да, веќе денеска и започна граѓаните. Активни беа после повикот на министерката Мила Царовска. Да, имаше јавен повик денеска да се обратат во центрите за социјална работа, конкретно во Скопскиот центар имаше голем број на заинтересирани лица, кои што дојдоа да се интересираат кои документи се потребни за да остварат одредено право од областа на социјалната заштита. Најмногу заинтересирани имавме лица кои што се корисници на минимален личен доход, за да може да остварат право на детски додаток и на образовен додаток и доколку лимитот тоа им го дозволува да остварат разлика од до правото на гарантиран месечен приход. Значи во Скопје имаме подрачни единици во сите општини, колегите се организирани за прифаќање на лицата, но и паралелно се работи во системот со цел успешно да се спроведат реформите и на почетокот на месец јуни граѓаните веќе да земат гарантиран месечен приход и детскиот додаток, образовен додаток. Господина Томшиќ, очекувате дека ова веќе може де факто и на терен и во пракса да започне, како што рековме, од јуни? Еве господјата Стануевиќ веќе спомена. Меѓутоа, сметате ли дека доволно се разјаснети сите оние кои всушност категории влегуваат во тој така наречен социјален ризик и кои се, ајде малку повеќе да објасниме во овој однос, бидејќи се добива впечаток читајќи барем на социјалните мрежи дека не доволно сите граѓани има некои дилеми кои се може, дали влегува тука старосна пензија или не? Точно, реформата е покомплексна, значи донесени се 3 нови закони. Едниот е законот за социјална заштита, вториот е законот за социјална сигурност на старите лица, има изменена и дополнување на законот за детска заштита. Во законот за социјална заштита главната промена е воведувањето на гарантиран минимален приход, гарантирано минимално право. Тоа се оние корисници на социјална парична помош, околу 24.000 домакинства на територија на Република Македонија, кои по службена должност ќе бидат преведени во системот и ќе бидат корисници на гарантирана минимална помош. Најголемото зголемување се јавува кај измените на Законот за детска заштита. Тоа се оние корисници на социјална парична помош кои што досега немаа право да аплицираат за детски образовен додаток од причина што имаше услов еден од родителите биде вработено лице. Сега условот е тргна, значи сите корисници на социјална парична помош кои што имаат деца на школска возраст ги повикуваме да аплицираат во центри за социјална работа, да искористат право на детски и на образовен додаток. И третиот закон е законот за социјална сигурност на старите лица. Тоа не е пензија, пред се мора да кажеме, него да го разјасниме тој момент, бидејќи има толкувања како во однос на социјална пензија, затоа намерно го постави прашањето, бидејќи не е социјална пензија. Не е пензија, бидејќи пензијата, нели, ние контрибуираме сите во пензискиот систем за на крајот да добиеме пензија. Ова е чисто класичен социјален трансфер за оние стари лица над 65 години кои што немаат стаж и не работеле и не може да го искористат правото на пензија, за да во годините на староста имаат каков таков приход, за да можат соодветно нели да живеат во текот на месецот. Затоа и е дадено тоа како право, за да можеме да им искочиме на сите овие лица кои што
немаат друг имот од кој што може да се задржуваат, немаат други приходи и немаат право на пензија, оние 15 години минимум, но има еден услов да морале 15 години да живеат на територија на Република на Северна Македонија. Така да тоа е еден комплекс од 3 закони, најголемите измени кажав се кај корисниците на социјална парична помош, кои што порано немале право да аплицираат на детскиот и образовен, сега тоа е проширено и ова се категориите на стари лица кои што нели по законот за социјална сигурност ќе може да го користат правото на овој надоместок, кој што исто така треба да поднесат барање во Центарот за социјална работа. Едно надополнување исто така и корисниците на родителски додаток, на кој што единствен приход има родителскиот додаток, може да аплицираат да го остварат правото на детскиот додаток и на образовен додаток, што до сега не беше случај во претходниот закон. Може ли еве подетално за гледачите, верувам дека има гледачи кои што не следат, а можеби и се во социјален ризик, конкретните услови кој што треба да исполни за да добие додаток од сите овие 3 нови закони кои што ги споменавте? Пред се тоа се невработените лица и корисниците на минимална плата и корисниците на родителски додаток, кои што може да влезат во една од овие категории кои што може да остварат право на минимална месечна помош и на образовен додаток и детски додаток. Значи ќе дополнам само за детскиот и за образовниот, значи има влез на суми, значи пресметани по коефициент, значи за тричлени семејства кои што примаат приходи до 11.400 денари, значи тие може да поднесат барање за детски и за образовен, понатаму за 4-члено семејство со приходи до 13.800 денари и за 5-члени семејства со приходи до 15.000 денари може да поднесат барање за детски и за образовен додаток, додека кај влезот за гарантирана минимална помош, значи основицата е 4.000, таа се може по коефициенти, така да има коефициенти за секој нареден член на семејството и висината се определува согласно тие коефициенти. Така да сите оние корисници кои што се материјално необезбедени, кои што не зимаат плата или зимаат многу ниски примања под овие износи, се може да аплицираат за правото на гарантирана минимална помош. Пред да продолжиме со разговорот, добра идеја е да отвориме и телефонски линии, еве во однос на сите можеби заинтересирани граѓани кои што имаат некаква дилема, конкретно може да поставите прашање до нашите гости, да расчистиме некои дилеми. Секако отворени сме за вашите мислења и ставови. Господја Стануевиќ, она што ме интересира, генерално, имаат ли овие социјални центри капацитети за справување, односно еве стручни кадри за овој нов, така да кажем, ајде налет на сите социјални реформи и сите они услови кои што бидејќи можеби последниве години некако се добива впечаток дека се кубури со стручни кадри, така народски кажано, во овие социјални центри. Сега имате некаков план за зголемување на бројот? Да кажам дека сега сите капацитети се ставени во спроведување на оваа реформа. Значи колегите добија и помош и од другите стручни лица кои работат на други проблематики, за да може граѓаните да ја добијат првата исплата на овие реформи во почетокот на месец јуни. Веќе имавме зголемување на бројот на стручни лица, во иднина е планирано да се зголеми бројот на стручните лица, пред се на социјалните работници, бидејќи веќе Центарот за социјална работа ќе работи на еден малку поинаков принцип, по принципот на водење на случај, и затоа ни е потребно да имаме повеќе кадри кои што работат на категоријата на од областа на социјалната заштита. Значи сега се е ставено на располагање на граѓаните. Успешно ќе спроведеме реформата, но во иднина ќе се доекипираме за да можеме и во иднина успешно да работиме и да бидеме на услуга на граѓаните. Сметате ли дека имаме доволно стручни кадри во овој однос? Ваше видување, да? Да, затоа што претходно имавме конкурс за социјални работници, да кажам дека за 5 социјални работници се пријавија 200. Значи ние имаме доволно кадар, значи имаме луѓе, млади луѓе кои што сака да работат во Центарот за социјална работа. Имаме гледач на линија, да му отстапиме простор. Добар ден, повелата. Добар ден. Да, ве слушаме. Одлично. Би сакала да прашам за реформата во врска со старосната на 65 години. Не слушнав во случај ако сопругот работи, дали сопругата има право на овој додаток? Не, нема право, значи
не треба семејството да има приходи по никакви основи, така да доколку сопругот работи или е корисник на пензија, нема да може да го користите правото на социјална сигурност. Значи во тој случај не може. Така. Не може, не. Ви благодарам многу, Ништа. пријатна. Да, ви благодариме и вам за вашето јавување и секако И прашање. уште едно појаснување, Да, доколку и двајцата се материјално необезбедени, само еден од брачните другари го остварува правата, значи не можат и двајцата да остварат. Значи само еден. Да, затоа велиме дека не е пензија, туку дека е право. Така. Во минатото имаше неколку примери на манипулации од страна на граѓаните. Истите се пријавува, зема социјална помош, меѓутоа има работа, има примања месечни, дали на црно. Може ли да се избегне овој проблем сега со новите законски измени? Бидејќи имаше такви стории во минатото во минатото. Знаете, во целост никогаш не може да го исчистите система, да кажеме, од овие лажни корисници на социјална парична помош, но сепак воведени се и социјална инспекција и сите оние лица во Министерство за труд и социјална политика кои што прават контрола и на центрите и на корисниците. Значи ќе се зголеми со новата промена на работата на центрите за социјална работа, ќе се воведе тоа управување со случаи, иначе наречен кейс менеджмент, каде што едно лице ќе се грижи за одреден број на корисници и ќе треба да посвети повеќе време во работа со тоа семејство, за да може семејството да го извлече од сиромаштијата и нели да го пласира на пазарот на трудот. И во тој зголемен обем на непосредна работа со самите семејства, мислам дека ќе се намали бројот на лица кои што ќе може да манипулираат со системот и многу е веќе намален овој процент на злоупотреби со електронското поврзување помеѓу институциите, бидејќи сега центрите за социјална работа преку софтверски решенија извлекуваат голем број на информации од управата за јавни приходи и од голем број на други организации, каде што било кој регистриран приход ќе го пријави кај проблемот се јавува кај сивата економија, каде што вие тоа не може толку брзо да го откриете. Не може и во целост да се исконтролира. Да, но сепак сметам дека со водењето на случај и со правењето на индивидуалните планови за сите работоспособни членови во семејството, бидејќи сега ќе бидат поврзани центрите за вработување со Центар за социјална работа преку така наречени индивидуални планови кои што ќе ги подготвуваат заеднички и ќе има размена на информации. А ќе има соработка меѓу овие? Да. Малку појаснување околу тоа интересен момент е како ќе сите функционира. корисници на право од областа на социјалната заштита треба да бидат активни баратели на работа, со тоа што стручните тимови од центрите за социјална работа и вработените од агенцијата за вработување активно ќе се работуваат со тоа што на корисниците ќе им се нуди вработување, на тие што немаат соодветно образование, тука се мерките на преквалификација и доквалификација, значи нема да имаме веќе пасивни баратели на работа. Сите овие треба да бидат активни баратели, а тука се стручните лица од двете установи за да ги вработат овие лица или да ги преквалификуваат, доквалификуваат и на тој начин да им овозможиме да имаат екзистенција и да не бидат во системот на социјална заштита. Значи нашата цел не е да го зголемиме бројот на корисниците, туку тие да ги извлечеме од состојбата во која што се наоѓаат и да ги оспособиме преку личниот доход што ќе го примаат да може самостојно да екзистираат во општеството. А што е со лицата со попреченост? Се инволвирани, некако се опфатени во оваа нова социјална мерка, да речеме, добиваат нешто со новиот закон? Да. Правото кое што порано во претходниот закон се нарекуваше право за мобилност, слепило и за глувост, сега се нарекува право за попреченост и тоа е проширено со лицата со интелектуална, значи лицата со тешка и длабока интелектуална попреченост, кои што со претходниот закон не беа опфатени, сега ќе може да аплицираат и да добијат право во висина од 7200 денари. Исто така зголемено е правото за скратено работно време за родители кои што чуваат деца со попреченост, тоа е качено на висина до просечна нето плата во Република Македонија и тоа е едно право каде што родителите ќе може да користат пола плата нели да добиваат од работодавацот, а пола плата да добиваат преку Центарот за социјална работа. И исто така доста е ставен акцентот на развој на услугите, не само на паричните трансфери, бидејќи досега премногу се инсистираше на давање на финансиски средства кои што не во многу нешта ја менуваат фактичката состојба на самото семејство кој што има и деца и лица со попреченост, а во реалноста недостасуваат услуги кои што реално ќе им помогнат на
на овие лица, нели да подобрат својата психофизичка состојба. Така да за прв пат е обедено право на лична асистенција како право дадено во закон и дадено е правото на нега во домот. Значи негата во домот, личната асистенција е стандардизирана и развиена и веќе функционира преку една програма на владата на Република Северна Македонија веќе година и пол, но сега е загарантирано право во законот, додека помошта во домот ќе ни требаат околу 3-4 месеци да стандардизираме, да определиме цена на чинење на таа услуга и да почнеме да даваме во реалност. Значи услугата помош во домот ќе биде исто насочена према лицата со интелектуална попреченост кои што имаат повеќе потреба од нега и старите изнемоштени лица, додека личната асистенција треба да го помогне независниот живот на лицата со потешки телесни оштетувања на потполно слепите лица. Така да овие две услуги се многу битни бидејќи покрај тоа што ќе даваат услугата кон крајниот корисник ќе служат и во одмена на малку семејства да се одморат од она што го даваат како грижи и нега за своите деца или лица во текот на целиот период. И она што е новина е воведувањето на одменската нега. Тоа ќе се развијат центри каде што нели ќе можете вие да го ставите своето дете или лице на 10 до 15 дена доколку треба да идете на одмор или имате некои професионални обврски, за да може да го одмени семејството некој во тие денови. Така да сметам дека правата на лицата со попреченост се унапредени во овие делови во делот на услугите, дека во иднина уште повеќе ќе се унапредуваат. Ние започнавме проект финансиран од страна на Европската унија кој што во многу нешта ќе треба да ги допрегледа и финансиските трошоци кои што се даваат за лицата со попреченост, бидејќи сакаме да воведеме степенување на правата согласно функционалниот профил на самите лица. Значи не секој лице да добива иста сума на пари, бидејќи не сите имаат исти случај. Да. Бидејќи во нашата држава немаше некој што може да го определи функционалниот профил на самите лица и затоа се почнати веќе пилот комисии. Што се превзема во овој однос за определување како што рековте на самиот профил? Да, веќе има формирана национална комисија која што работи по меѓународната класификација на функционалности, која што треба да ги стандардизира сите тестови по кои што ќе се работи, и веќе има комисија која што почна да работи во специјалните училишта на територија на град Скопје и да прави репроценка на сите оние деца со лесни остапувања за да можеме ги вратиме во редовниот образовен систем. По пилотирањето од 6 месеци, овие комисии ќе треба да влезат во системот на државата и покрај медицинскиот наод кој што се дава по класификација на болести, кој што го добиваат самите корисници секогаш, ќе се прави и функционално профилирање на лицата согласно меѓународната класификација на функционалности, и оваа комисија не само што ќе направи профил, туку ќе треба да даде и препораки што на тоа дете лице му треба како услуга во системот за социјална заштита, во образовниот систем, во здравството, и затоа паралелно со овој процес треба да се развиваат услугите за да може комисијата кога ќе препорача дека на тоа дете во школа му треба асистент во настава или му треба личен асистент или му треба физиотерапија или било што, државата да биде спремна тоа да го обезбеди за да може да се направи нели подобар развој на овие лица и да им се овозможи поедноставно да функционираат со сите нас во општеството. Ова се доста новини кои што ги набројавте, меѓутоа има ли државата, Министерството за труд и социјална политика и останатите поврзани во овој процес имаат ли капацитет за сето тоа? Ќе бидат ли потребни нови вработувања со оглед на тоа што споменавте дека ќе се прави проценка на која личност со попреченост и треба било каков стручен човек околу нејза? Точно ние за пилотирањето на овие комисии повлековме стручни лица од постојните системи кои што веќе работат со деца со попреченост, бидејќи за да правите проценка треба да имате искуство во таа работа. И државата се согласи, владата нели, да ги остапи овие лица да пилотираат во овие комисии кои што понатаму би направили промена на својот кариерен пат, нели, од институциите каде што сега функционираат и работат, да поминат да работат во овие комисии, но секако на нивните места и во делот на услугите ќе требаат дополнителни лица кои што ќе ги даваат услугите во локалната заедница. Тоа ќе се развива не само преку пат на државно вработување и финансирање, туку со новиот закон за социјална заштита ние ќе определиме и цена на час на чинење на секоја услуга која што може да биде испорачана и од страна на надворешни провајдери, и преку јавен повик ќе повикуваме лица кои што ќе најдат интерес да даваат услуги на овие категории на граѓани да бидат финансирани по цена на час на чинење на оваа услуга. Така во моментот функционира и персоналната асистенција личната, значи цената на оваа час услуга е 200 денари од еден час. Така да вие ако давате по 4 часа услуга на едно лице, значи во текот на месецот можете да земете за 11.000 денари од државата. Така да тоа е еден добар модел каде што со
едни финансиски средства, на едната страна обезбедувате услуга за крајниот корисник, а на другата страна вработувате лице кое што до тој момент било невработено. Се надевам дека ќе успееме да го развиеме овој модел што повеќе, бидејќи тоа се модели кои што функционираат пред се Австрија, Германија. И тоа е добар модел, стварно, бидејќи до сега имаше случаи каде што се даваат финансиски средства, но крајниот корисник не ја добива таа услуга што му е потребна, туку средства да се трошат за сосема друга намена. Вака сметаме дека со развојот на услугите сепак лицата ќе добијат она што им треба за да и би се спречиле злоупотребите во секој случај. Бидејќи има голем број барања од родителите каде што по нив, така, бидејќи ако имате вие дете или лице со попреченост, а сте веќе возрастен. Да, де факто од сите гости поврзани со оваа тема, особено родители на деца со попреченост кои што сме ги имале тука во отвореното студио 1, тоа им е споделувајќи нивните искуства, главната проблематика што по нив. Точно. Имаме гледач на линија, му отстапуваме простор. Добар ден, повелата. Добар ден, јас сум во програма, така? Да, вие сте во програма, ве слушаме одлично, повелата. Едно прашање до сите таму што се од центарот или агенцијата за вработување и социјална политика. Каде се лицата самци кои што не вработат, прво земаат 1420 денари месечен надомест и се носители на храна по право од еднодневен обнов. На лажица помија. Кои што тие се изгладнете, момент да докажам. И втора работа, дали овие лица се офатени и ако се офатени, каде ќе бидат трансплантирани за работа? Во РЕК, во МЕПСО, во Евана или ќе бидат на трака во Кромберт и Шуберт или на Дрекслер? Со соодветна диплома зборувам. Ајде сега одговорете ми, ќе Јас ве не молам. сакав да ве прекинам, господине, меѓутоа сакав само уште еднаш да го поставите прашањето на почеток за кои лица станува збор, односно е вашето прашање. Не ве слушнавме добро во студиото. Лица кои што не се во семејство, самци, кои што тие добиваат 1429 месечен надомест. Го разбрахте Како прашањето. социјална Океј. помош и се носители на храна еднодневна лажица во ред. храна и четврт леп. Во ред, сега сме јасни, ви благодариме за вашето јавување, повелата. Да, значи висината на помошта која што ќе ја добива самец, која што до сега изнесуваше со 50% 1400 денари, сега ќе биде 4000 денари, а во однос на тоа каде ќе бидат тие вработени зависи нели од тоа какви квалификации имаат, какво образование имаат. Во агенцијата за вработување секако ќе се почитува нивниот степен на образование, а и што нуди пазарот на труд. Значи во иднина ќе видиме каде тие би можеле да се вработат. Не можеме ние да знаеме кои компании ќе бараат работници и какво образование имаат нашите корисници, од кој профил. Тоа ќе се категоризира согласно. Да, на секого ќе му се земе степенот на образование во предвид. Директор, ќе би сакал да ве прашам на територијата на град Скопје во овој момент колку корисници на социјална помош има и дали со новите мерки, односно новите измени, ќе има големување на бројот на семејства или пак подобро инвестирање на овие пари? Мислам дека има околу 7000 корисници на 7000 семејства на територија на град Скопје. Дали ќе се зголеми бројот на овие лица, не можеме да знаеме. Може би ќе се зголеми бројот на корисниците на детски и на образовен додаток, кој што е привлечен за граѓаните и кој што треба да го добијат децата, но јас кажав и повторно ќе повторам, нашата цел не е да го зголемиме бројот на овие граѓани, нашата цел е да го намалиме бројот со тоа што ќе им понудиме работа и ќе излезат од системот на социјална заштита. Значи стручните лица кои што ќе бидат активно на терен, ќе одат кон тоа на семејството да му помогнат да може самостојно да обстанува во општеството. Да излезе од целата таа лоша ситуација. Да. Колку пари се предвидени? За оваа реформа 2 милиарди има веќе обезбедени во буџетот на државата за оваа година, така да парите се тука и ќе бидат доволни? Да, ќе бидат доволни бидејќи се правени проекти уште пред да биде законот, анализите се правени со помош на домашна и на меѓународна експертиза, така да правени се проекции за сите права, по број на корисници, сценарија, така да од прилика се знае колку пари
Да, ќе ги бидат може потрошени да- за реформата. Точно и како што кажа директорката, крајната цел е активација на овие корисници, бидејќи ниедна социјална помош не може да ви ја подигне толку состојбата, за да вие живеете нели нормален живот и да се чувствувате достоинствено. Сепак работата го прави човекот да се чувствува достоинствен. И она што сакаме да го воведеме и како пракса, Агенцијата за вработување ќе имплементира еден грант од страна на Европската Унија во текот на втората половина на 2019 година, каде што на овие долгорочно невработени лица кои што не се мотивирани да влезат или се плашат од некоја причина да му пристапат на пазарот на трудот, ќе добијат и психолошка и менторска поддршка, значи ќе има советување од страна на психолози, значи индивидуални и групни третмани понатаму при барање на работа и на самото работно место менторска поддршка, бидејќи лицата кои што се долго надвор од пазарот на трудот обично не може да се снајдат на работното место и брзо се откажуваат. Така да сакаме да воведеме и пакети за овие долгорочно што се невработени, кои што се далеко од пазарот, немаат компетенции, сепак со нив треба да се работи на психолошко мотивирање и зајакнување на нивниот капацитет да почнат да бараат работа. Значи, така, треба да го завршуваме овој разговор, но пред крај ќе го искористам вашето гостување и еве можеби поадекватно прашањето за вас, господине Томшиќ. Може да се слушнат доста реакции, особено од делови на жители на скопските населби во однос на отворањето на оние куќи, односно домови за вдомување, згрижување на малолетни лица. Нивните соседи, да речеме, од обкружувањето се соочуваат со одредени проблеми, има често пати може да се забележат и жестоки реакции во овој однос. Планирате да ги решавате ваквите проблеми или... Значи, ние сме имале со тие што луѓе што се обратиле до нас кои што имале проблем со тоа што децата се во нивна близина, можам да кажам дека децата воопшто не се некоја опасност, тоа не се деца со криминални досиеа, тоа се деца кои што биле воспитно запуштени, со кои што работат тимови на стручни лица и ние имаме координатори на сите тие куќи кои што постојано ги посетуваат децата онаму каде што се најавува и имаше реакции, го намалипи бројот на деца и тие деца таму се жалат ги поканивме на букани, адекватно однесување. Значи ги поканивме и соседите да дојдат и да пијат кафе со тие деца, но сепак вие и кога идете некаде да живеете, соседите се тие кои што нели не можете да си ги изберете соседите, да бирате дека до вас треба да биде не знам со каков статус граѓанин. Сепак тие деца заслужуваат шанса од општеството и воопшто не се криви што се нашле во таква ситуација. Тоа се деца од семејства со стварно лоши судби на кои што државата мора да им помогне, бидејќи во овој систем претходниот институционален каде што беа, ние само продуциравме уште полоши и полоши генерации, воопшто системот на таа заштита не даваше излез од она што тие деца го прават. Сега можам да кажам дека има примери на дечиња кои што се стварно супер и ние имаме вработени од министерството кои што волонтерски одат и со децата учат како тие да фотографираат. Уште само едно кратко прашање. Дали можеби во иднина планирате некаква стратегија ако веќе има такви реакции да се тргнат на страна и кога ги правевте проценките дали проценивте дека еве може да има вакви реакции, односно да не бидат прифатени од Знаете зашто населението? Тие куќи сега се утре, значи по излезот на децата можеби ќе нема нови деца кои што би биле во тие куќи, значи тие куќи не се една за секогаш дадени дека ќе бидат таму, значи децата како ќе наполнуваат 18 години. Ќе се празнат куќите и дај Боже да нема други такви деца во општеството, но сепак нашето општество создава деца и има семејства кои што продуцираат деца со воспитно социјални проблеми, но сепак најдобрата интеграција и секаде во светот е тоа пракса да децата живеат во заедницата и да се социјализираат со сите други деца, бидејќи тргнати на страна, ние само ги двоиме, ги стигматизираме и ствараме само полоши и понатаму ги полниме затворите. Така да ја би апелирал до сите да бидат трпеливи, доколку има проблеми да ги пријавуваат, ние веднаш ќе реагираме, имаме стварно координатори на сите куќи, имаме таму стручни лица, значи на 3 деца има 5-6 вработени, така да јас не верувам дека тие деца може да направат некој скандалозен проблем кој што не би го направило било кое друго дете што е родено во таа населба и што живее со сите. Така, веќе го пробивме терминот, да, само ве молам кратко. Една информација, јас каде што живеам во мојата близина има куќа. Значи една година куќата функционира, јас до сега не сум чула дека има некаков проблем. Значи се е до заедницата како ќе ги прифати тие деца. Ви благодариме, да. Ви благодариме на вас. Така, ние се одјавуваме, благодариме за вниманието, останете со нас, следува забавниот дел. Се гледаме во петок. Пријатно.